Градовите во Македонија секоја зима се меѓу светските рекордери по загаден воздух, а очекувањата за престојната сезона со состојбата со аерозагадувањето е да биде уште полоша со оглед на најавите за зголемена употреба на мазут и јаглен. 25 минути истражува зошто не постои централна акредитирана лабораторија која ќе го следи квалитетот на воздухот што го дишеме. Која е причината поради која од година во година во земјава умираат се поголем број на граѓани од загаден воздух, но и зошто досега никој не поднесе одговорност за нарушувањето на животната средина. За екологистите од оговлекувањето на процесот на акредитација на централната лабораторија е проблематично. Давор Пехчевски, програмски координатор во Екосвест, вели дека ветувањата за акредитација постојат одамна, но никогаш не се ставаат како приоритет, иако според него над 3000 луѓе годишно во земјава умираат од PM штетните честички во воздухот. Кај нас, ја би кажал, можеби најголем проблем е финансирањето. Кај нас секторот животна средина се става некако на маргините. Тоа веќе 30 години наназад е така. И се што е инвестирано во секторот животна средина, сектор природа што влегува во таму, аерозагадување, заштита на води, 95% можеби се грантови странски кои што се влезени во државава, а државниот буџет е минимален. Проблемот е што со грантовите се воспоставува системот, меѓутоа одржувањето паѓа после на државата и тука затајуваме. Немаме одржување на мерните станици, долго време имавме станици и инструменти кои што беа нефункционални во главниот град и во други градови. Слична ситуација мислам дека сега се случува со лабораторијата. Обезбедени се средства за да се воспостави таа лабораторија, меѓутоа за да стане оперативна, да биде акредитирана, треба и понатаму да се инвестира во неа. Финансиите се проблем, велите, или? Па финансиите се многу важен дел, многу важен фактор тука и дефинитивно кадровски сме доста слаби во сектор животна средина, не само на централно ниво, на локално ниво е тоа многу поизразено. Сега со измените на Законот за квалитет на воздух, треба секоја општина што има над 30.000 жители да направи план за подобрување на квалитетот на воздухот. Повеќето од тие општини немаат ни човек кој што работи конкретно на загадување на воздухот. Значи нема кој да го води тој процес, нема кој да го следи загадувањето. Некои од нив немаат ни мерни станици, ако немаме влезни податоци како ќе правиме план за намалување на загадувањето. Екологистот прецизно ги детектира кои се пропустите зошто акредитацијата на централната лабораторија не постои. Ние избегнуваме активно да го покажеме прстот кон граѓаните затоа што станува збор за работи кои што се диктираат од национални и некогаш и локални политики. Тие политики, тие планови кои што ги има државата, доколку ги спроведува правилно навремено, тогаш би имале, веројатно и уште сега би имале многу пониско загадување. Енергетската стратегија која што е изработена пред 3-4 години од незе многу малку е спроведено. И не само што не е спроведено, него наместо да инвестираме во обновливи извори на енергија, ние се враќаме назад кон загадувачки извори на енергија. Увезуваме јаглен, кој што е набавен меѓу другото и нетранспарентно, не знаеме од каде е набавен, со кој квалитет е, со која калорична вредност. Истото е и со дизелот кој што ќе се користи во топланите, некако еве не ставија пред свршен чин, објавија дека ќе тестираат, а никој не знаеше дека се купуваат пумпи, мотори, дека се инвестира во топланите претходно. Пехчевски смета дека во јавноста постои свест за здравствените ризици од загадениот воздух, но граѓаните ради кризата повеќе се загрижени дали ќе имаат топол дом поради инфлацијата. Точно е дека доколку временските услови се такви да биде поладно времето, да има потреба од повеќе грејење, може да имаме многу позагадена зима од претходните неколку зими. Пред се, затоа што еве имаме најава дека топланите во Скопје ќе користат дизел како гориво, барем во одреден тест период. Меѓутоа и заради економската криза општо и заради инфлацијата, граѓаните се префрлаат на користење на најевтиното што им е достапно. Цената и на дрвата, и на пелетите, и на други енергенси се покачени генерално на пазарот и луѓето нормално ја бараат најевтината варијанта, не размислуваат која е најеколошката варијанта. Од друга страна, докторката Маја Киријас вели дека квалитетот на воздухот во овој период од годината придонесува за почести посети на граѓаните на лекар. Има рапиден број на пациенти зголемен кои што се на клиниката до ја можам да кажам дека во последните 10 години немало толкав број на пациенти по амбулантите колку што има сега пациенти. Која е причината, докторка Киријас? Знаете како, сега ние немаме научно-истражувачка дејност многу развиена во Македонија, нити имаме лаборатории каде што јас можам да испитам PM честичка која што е нели под микроскоп да ја испитувам и да кажам дека е тоа со сигурност од загадувањето.
Често пати препишување ради прележан ковид, ради вакцинирањето, па тоа е последица ради тоа, меѓутоа алергија, па као алергија генетско, нели, пренесена од родител на дете, можам да кажам дека во голем процент е и загадувањето. Здравствените ризици од лошиот воздух се големи, посочува докторката Киријас. Се прашуваме зошто често е, односно зошто е толку зголемен бројот на канцер во нашата држава. Можам да кажам дека не само во Македонија, него воопшто на светски рамки е зголемен бројот, меѓутоа во Македонија е рапидно зголемен бројот на карциноми кој што е над 3000, да речеме, што е страшно нешто многу. Да се превенира ова, ние не можеме да го превенираме доколку немаме здрав живот, доколку немаме чист воздух. Пред се е многу битно наместо јаглероден моноксид да внесуваме кислород. Она што е примерно е дека кроз нос, значи кога внесувате се тоа што го наведов, кога тоа низ алвеолите проаѓа, кога потоа оди низ крвотокот, па и кулминира со срцев, значи срцевата акција, се задржува белодробието, значи секако дека сето ова прави последици во и кардиоваскуларни болести и кардиоваскуларни болести и метаболни промени и диабет. Значи се чудиме на болести кои што се појавуваат, немаат генетски предиспозиции. Препишуваме многу често на пост-ковид реакции, веќе кажав, препишуваме многу често дека можеби е алергиска некоја компонента во прашање, при тоа даваме и одредени, да речеме, и анестетици, и даваме аналгетици, и даваме и антибиотици, што уште повеќе па го нарушува здравствениот кај нас систем. Докторката Киријас дава упатства на кој начин може да се заштитиме од токсичниот воздух. Ние сме во принцип рекордери во многу работи, меѓутоа на жалост не во плюс, него во минус. На жалост останавме сами на себе како граѓани да се бориме против се во ова, а не едно општество кој ќе се бори за граѓаните. Она што е жалосно дека ништо не мораме ние да смислиме, сето во светот е смислено. Ние можеме само да направиме копирање на оние работи кои што се добри надвор и да ги превенираме и пренесеме одека. Дел од граѓаните кои ги анкетиравме за 25 минути велаат дека со маски ќе се штитат од загадувањето оваа зима и посочуваат дека не се многу убедени дека властите можат да сторат нешто повеќе околу квалитетот на воздухот, додека пак тие најмногу стравуваат за здравјето на децата како на чувствителна група. Што мислите, каков воздух дишеме? Катастрофален. Воопште не дишиме, посебно во Скопје не дишиме чист воздух. Мислите дека некој ќе преземе нешто од владата, од властите? Па мислам дека доколку се здружиме сите и покажеме револт, мислам дека треба да се одговори на прашањето на граѓаните каков воздух ние треба да дишеме. Во однос на здравјето, дали владата презема нешто да ги заштити? Не. Ништо барем до сега, дека некои мерки за заштита на воздухов, не. Дали вака загадано да живееме или треба да бидеме здрави, сепак се работи за нашите деца, треба нашите деца да растат во здрава средина. А посебно за малите деца, затоа што има многу заболување на дишни патишта и мислам дека болницата Козле е полна со заболени дечиња, да. Мислите ли дека ќе дишеме чист воздух оваа зима, кратко? Искрено мислам не. Со овие предлози што ги слушам дека на све и свашта ќе се греат нашите граѓани, мислам дека тоа е катастрофа за сите нас. Не. И јас мислам дека нашите власти треба конечно да преземат некоја одговорност. Уште позагадено очекувам воздух. Цело време е загадено, немаме услови за живот, пак немаме ни воздух. Аерозагадувањето е едно од најголемите проблеми за која ниту една власт не успее да изнајде решение. Напредокот бара итни долгорични решенија, а здравјето на граѓаните останува да биде во рацете на политичарите и нивните одлуки. Господјо Шукова, вие сте државна секретарка во Министерството за екологија. Најголемите критики кои доаѓаат до ова министерство се всушност дека нема акредитирана државна лабораторија за мерење на загаденоста на воздухот. Зошто државата не се грижи за здравјето на граѓаните? Тоа е клучното прашање и најважната критика.
Добро, вака. Министерството управува со Централната лабораторија за животна средина. Не е точно дека не се грижи за загадувањето на воздухот, бидејќи постои автоматски мониторинг систем кој што секојдневно ги следи концентрациите на загадувачки материи во воздухот. Но државна лабораторија нема. Државната лабораторија се спрема за акредитирање на методи за следење. Колку време се спрема? Се извинувам. Па, вака да ви кажам, последниве 2 години акредитиравме методи за води. Значи, тие се процеси кои што траат малку подолг временски период, а акредитацијата не се спроведува во 5-10 дена, значи понекогаш треба и година и 2. Мора да се набави соодветна апаратура која што чини секако многу средства и да се обезбеди соодветен квалитетен кадар кој што ќе може да управува со опремата. Немаме кадар, сакате да кажете. Во моментов за овие методи за кои што се акредитирани имаме, владата ни обезбеди, ни одобри вработување на нов кадар во Централната лабораторија. Но чекате? Да, тоа го спроведуваме токму во моментов. Се надеваме дека ќе се пријават соодветни кандидати и дека ќе можеме да продолжиме со акредитацијата на методите за воздух. Велите процесите се долги, до 1 година. Еве има податоци од Светската банка кои не се всушност воопшто стари. 1600 лица во Македонија всушност умираат од загаден воздух. И сега тоа е прашањето всушност. Не е ли ургентно воведување на вакви лиценци да се грижи државата за загадувањето, за здравјето на луѓето, ако гледаме ваква поразителна бројка, 1600 луѓе најмалку? Секако дека е ургентно, ние во недостаток на акредитирани методи во нашата лабораторија ги користиме услугите на другите акредитирани лаборатории кои што имаат акредитирани методи. Значи, вие може да имате лабораторија, меѓутоа имате различни методи кои што треба да ги акредитирате. Постојат неколку лаборатории во Македонија кои што се акредитирани за методи имаат акредитирани методи за воздух, можеме да користиме и лаборатории во соседството. Мислам, тоа е пракса. Чини нели малку повеќе пари, меѓутоа во инцидентите случаеви кога имаме проблеми, ние ги користиме и приватните акредитирани лаборатории и надворешните, значи не оставаме на случај. Како ги објаснувате тогаш оваа бројка 1600 луѓе, најмалку кои умираат годишно во Македонија? Како да ви кажам, тоа е да, на ова прашање сме разговарале многу пати. Дали можете конкретно да кажете, сега да, знам Светска банка тоа го дава во својот извештај, меѓутоа во разговори, да речеме, со експерти, особено со лица од здравствениот сектор, и они многу често кажуваат дека не можете секогаш со 100% сигурност да кажете дека загадувањето е причина за смрт на одредено лице. Секако дека има влијание. Меѓутоа има многу други влијанија покрај загадувањето на воздухот, кои што најверојатно кумулативно на крајот предизвикуваат, значи загадувањето. Тоа е во цел свет, тоа е и кај нас претпоставувам, и за тоа се бориме против загадувањето. Не е во цел свет, ете постојано истражувањата, каде што се намалени концентрациите многу, бидејќи многу се вложува во животната средина. Меѓутоа не треба да вложува само државата, треба да вложува многу и приватниот сектор. Но тоа државата треба да обезбеди, да го следи, контрола да обезбеди и да санкционира. Заради тоа што велите нема големо загадување, но сетете се од претходните години колкаво беше, само лани или оваа година веќе има истражувања дека Тетово повторно е на врвот. Да, ќе има, мислам и ние очекуваме дека ќе има зголемени концентрации секако во зимскиот период. Кој ќе сноси таа одговорност е прашањето? Кој ќе сноси таа одговорност? Многу се факторите за загадување. Последните истражувања што се прават не само од нашите институции, него и малку и пошироко покажуваат, да речеме, дека домакинствата на вистина се голем извор на загадување. И не може контрола да се воспостави. Државата е немоćна, граѓаните да ги контролира, да им помогне. Ние можеме да се обидеме да подигнеме јавната свест. На кој начин домаќинствата? Мора да го променат начинот на затоплување. Значи дрвата се уште се голем фактор кој што предизвикуваат пластика. Тоа не сакам ни да го зборувам, мислам, знаете дека тоа е факт. Е факт. Тоа се обидуваме, апелираме постојано, инспекторатот апелира постојано. Значи се гори. Не може ли наместо да апелирате да вложите како држава, вие сте државна секретарка, да инициирате всушност поголеми
пари, поголеми фондови за оние социјални категории кои не можат поинаку да се затоплуваат и користат пластика. И зашто и вие велите е факт. А добро вложуваме, субвенции има. Години наназад има субвенции и на државно ниво и на локално ниво. Зашто тогаш се случува и еве и волку да има загадување огромно и да има огромен број на луѓе кои умираат годишно? Кои што едноставно не ги слушаат препораките и едноставно продолжуваат да се затоплуваат Значи, на она што граѓаните се виновни? Не, граѓаните се виновни. Тоа се најверојатно изолирани случаеви. Меѓутоа, мора, значи не знам како да ви кажам, мора многу да се работи на јавната свест. Тоа државата треба да го прави. Тоа државата го прави, Значи, постојано го прави. Да. Почна и општините да го прават. Ако го прави, нема да се случува ова Почна огромно и општините да го прават сериозно, бидејќи да речеме до пред некоја година немаше субвенции, не знам, за набавка на клима уреди, за замена на системите за затоплување. Државата неколку години поред финансираше голема програма, преку 100 милиони евра за замена на системите за затоплување во јавните објекти. Значи тоа е нашата надлежност, да речем. Еве оваа година, заради која нели има енергетска криза, знаете и сами, веќе има најави дека ќе повторно ќе се употребува и мазут, и дизел и така натаму. Тоа се големи загадувачи. Тоа се индустријските капацитети, односно инсталациите, веќе и неколку барања се пристигнати во министерството. Ставот на министерството е следниот. Ние ја усогласивме европското законодавство, го усогласивме и го транспониравме во македонското. И таму се точно утврдени условите како треба да работат индустријските капацитети. Но тие тоа не го почитуваат. Не, има добиено интегрирани дозволи во кои што точно се утврдени условите како треба да работат и каков тип на гориво можат да користат. Секоја промена што сакаат да ја побараат, за секоја промена треба да го информираат министерството и да добијат дополнување на интеграната дозвола во која што точно ќе бидат утврдени условите под кои што можат да користат, пример да речеме мазот или дизел, пошто најавите се за мазот или дизел како замена за гасот, да речеме. Така, колку фирми сте казниле? Заради тоа што не гледаме казни, свесни сте за тоа. Казнува Државниот инспекторат за животна средина, не казнува министерството, значи тоа е нивна надлежност, ние имаме надлежност на политиките и носењето на законите, меѓутоа спроведувањето го прави Државниот инспекторат. Така, но треба се грижите за спроведување, заради тоа и сте Министерство за екологија. Добро, ние сме во постојан контакт со инспекторатот за животна средина. Не знам да ви кажам во моментов. Значи они имаат континуирани контроли во сите области. Факт е дека треба да има повеќе инспектори во Државниот инспекторат за животна средина. Знам дека се прават напори. Мислам дека има сега одобрени некои нови вработувања. Јас се надевам дека тоа ќе го спроведат и ќе ги зајакнат своите капацитети. Да. Тоа е, да, така функционира државата. Со партиски вработувања, всушност, има недостиг на кадар. Добро, сега тоа нема да го коментирам. Добро. И знаете како, лани државниот ревизор минатата година од 10 препораки кажал дека само една е спроведена, дека немате доволно средства всушност, вие како министерство, нели е ви државниот инспекторат. Нема стручен постојан кадар и за тоа говорите вие. Мерењата се вршат нередовно, нецелосно и така натаму. Прашањето е зошто најмалку всушност се дава на животната средина. Па добро, не би рекла дека најмалку се дава нашиот буџетот. Да, нашиот буџет изминативе неколку години се зголеми за дупло. Се зголеми и надоместоците кои што ги прибираме согласно законите за животна средина и ги пласираме назад, кон општините ги пласираме кон. Но не сте задоволни повторно во интервју. Голем дел од надоместоците кои што ги собира, треба да ги собира министерството, де факто се уплаќаат во централниот буџет. Сега тие на некој начин секако пристигнуваат во министерството, но не во целост. Се прибираат доста средства во животната средина. Колкава е таа сума? На надоместоците, па проценките се некаде од 300 до 500 милиони денари на годишно ниво. А колкава е сумата, еве, ако кажам? Она што пристигнува во министерството до минатата година, додека го немаше надоместокот за пластични кеси, некаде околу 70 до 80 милиони денари, сега со надоместокот на пластични кеси, мислам дека годишно ниво ќе биде некаде околу 200 милиони директно што доаѓаат на наменската сметка на министерството, другото оди во централен буџет. Од сите закони од областа на животот. И оние пари кои се извојуваат за онаа администрација за која говориме дека е партиска, мастодонска, всушност се многу поголеми отколку вложувањата. Во животна средина односот на платите на вработените и однос на капиталните расходи не е баш таков. Значи капиталните расходи преку кои што инвестираме проекти од област на животна средина. За
за Се може државата. генерално, не знам, за министерството знам дека капиталните расходи се неколку пати поголеми него платите за вработените. А она што јас го гледам генерално како проблем е дека голем дел од овие надлежности не се надлежност на државата, него се надлежност на единиците на локална самоуправа. А општините не се државата. Па се општините Мора се да посебен се едно ниво на управување, ме разбирате, и по законите ги имаат надлежностите. И сега Но државата има прашањето надлежности, се извинувам што ве прекинам, државата има надлежности да ги контролира тие општини. ние секако како ги работат. контролирам и тоа почнавме малку посериозно да го правиме последниве 2-3 години. Значи ги посетуваме општините, формиравме комисија која што ги посетува општините и ја прати како ги спроведуваат законите од областа на животна средина. Сега во некои општини резултатите се подобруваат, во некои општини се уште се поразителни резултатите и таму даваме конкретно им даваме насоки на општините како да се го подобрат начин на управување во делот на животна средина. Ние не се мешаме во други. Тетово е една од тие општини, претпоставам. Кои се другите? Не ги знам кои се на памет, не можам да ви кажам, меѓутоа добро е дека воспоставивме еден механизам сериозен на контрола и каде што даваме помош, значи им кажуваме на кој начин тоа да го направат, како не знаат да се обратат до министерството, кои им се механизмите согласно законите, бидејќи голем дел од општините се мали, рурални и не можат ни да си дозволат да вработат доволно кадар за да можат меѓу другото да ги следат и состојбите во животната средина. Еве околу малите хидроцентрали, тоа нели вестите постојано говорат за нив, нанесуваат огромни сушност, тоа се мали хидроцентрали и огромни непоправливи штети врз реките, врз екосистемите, врз загадувањето. И сега Маврово остана, Шар планина е веќе менаџирана во тој поглед, но Маврово остана со малите хидроцентрали да нанесува штети. За овој проблем за малите хидроелектрани во Национален парк Маврово се зборува подолго време. Меѓутоа се зборува и подолго време дека таму треба да настане репрогласување на Националниот парк. И во постапката на репрогласување, значи очекуваме дека Националниот парк ја направи конечно студијата за репрогласување за да можеме точно да утврдиме што се случува и да дадеме препораки. Не знаете што се случува се уште. Знаеме што се случува, мислам секако ги знаеме состојбите, меѓутоа процедури се согласно закон. Кои се состојбите за кои сте загрижени? Во однос на малите хидро? Да. Па не беше толку сериозна состојбата во Маврово колку што беше сериозна во Шар планина и таму владата донесе веднаш одлука бидејќи беше во постапката на прогласување на Националниот парк Шар планина. И затоа ви велам паралелно сега правам со Националниот парк Маврово, кога таму ќе дојде до репрогласување, мислам дека ќе има исто така соодветна одлука која што ќе донесе владата. Но за Шар планина, само да ве потсетам дека се раскинати договори за концесии за 7 мали хидроцентрали. Да. Но надомест на тие концесионери и штетата која е направена од трошоците, државата, односно граѓаните ќе ги платат. Ќе ја платиме држава. Да, државата ќе плати штетата. Тоа се граѓаните. Ќе ја плати штетата. Граѓаните? Државата се граѓаните? Даноците ги плаќаат граѓаните. Да, меѓутоа морам да ви кажам дека таму ќе се исплати, значи преговаравме со концесионерите, значи најминималното она што можеше да се исплати. Па мислам дека сега ајде да не калкулирам со бројка, мислам дека беше меѓу 60 и 70 милиони денари, значи не зборуваме за преголеми пари. За сите. Да, но тоа се доволно многу големи пари за, знаете, за една сиромашна држава. Дека ќе биде многу повеќе, меѓутоа мислам дека направивме добри преговори, мислам дека штетата е минимална во однос на тоа што инвестира концесионерите во Шар планина. Многу зависеше и од нивото до каде се стигнати. Секако најголемиот дел од нив повеќе работеа документација, многу беа на почетокот, среќа, што немаше градби, инаку штетата ќе беше многу поголема. Но штетата пак ја плаќаат граѓаните за тоа. Секако. Да. Ви благодарам за овој разговор. Молам. Според Европската агенција за животна средина, 7 до 8% од урбаното население во Европа е изложено на високи концентрации на азот диоксид, тие што ги надминуваат законските граници. 13 до 19% од европејците се загадени, да речам, со ситните честички PM10, а 6 до 8 со многу фините честички, тие што се PM2,5, ако не се лажам. И тоа предизвикува околу 350.000 годишно предвремени смртни случаи.
Во земјите членки на Унијата ова загадување најмногу се должи на авио и автосообраќајот, на грејењето и се разбира на големите индустрии. Пресметано е дека Светската здравствена организација пресметала дека доколку се почитуваа овие стандарди кои што ги препорачува Светската здравствена организација, дека бројот на предвремени смртни случаи во 2019 година би бил помал за 72%. И тоа споредено со 2005 година, што е, значи, навистина една значителна бројка.